Драги гледачи, добар ден. Еве, денеска вие знаете дека ја секој пат сме биле со актуелни настани и за вашата телевизија и све. Ево, видите? Ето, во јавноста деновиве се наметна една дилема, дали е дилема, дали е квази дилема. Наводно сите тука викат дека не требало да се забрани или требало да се забрани абортус. Тоа е самиот чин да прекида такозвана трудноча, несакана трудноча и се остава право да индивидуата која што имала сношај со одредена особа да одлучи за тоа и наеднаш се појави дилема дали е тоа лепо или не е лепо и стручната јавност си го кажа своето мишење. Од друга страна некои порелигиозни сматрават дека тоа треба да се остави да самото овакво, меѓутоа ние не би биле ние доколку не ги запрашаме овие што се самите жители и луѓето да видиме што за тоа мислат и па да вие сами судите и дали тоа е за оваа страна или за онаа страна, тоа да судите вас. Одиме со анкета, еве тука. Дечко, извините. Абортусот се забрани. Ако забранват веќе, нека и намалат тие алиментациите што се, со откостивме од пари давање. Или платите нека и покачат, нека направат нешто, то не може и вака, само да е од една таста на убо. Да е за сите убо да се направи, да се дотера, да се сударие. Тоа е. И толку што знам што да кажам. Нека забранват, нека да забранват. Нека се покачи нешто, нека се направи, да има некој ефект. Фала. Рабортус, да се забранува рабортус, нека раѓаат они да видат какво е. Што ми фали на мене, бе? Што ни фали на нас? Само од суцилањето да дадат повеќе дома на рака, пераме, нема топла вода, ама што ни фалат нешто да кажате таму. Да направи, а рабортус нека има. Нека има, што? Кога ќе ме давате на телевизија? Дали сте да се забрани абортус? Ајде ви се молам, ја не знам што се случува во нашава држава, какви се тие глупости, ви се молам. Па на што личи ова? Денес им текнало забраниле абортус, сутре им текне слепо црево, вадење зуби и наша ординација. Јас сум гинеколог. Мојата ординација сега ја е празна таму и ние на госпоѓа не е дошла да направи, а тоа се работи кои се најнормални во светот. Зашто сме учеле ние? Ја имам 2 факултета завршено. Ја имам 2 специализации, имам и гинекологија форте, а празна би стои ординација. Па не може сите министри да бидеме мајко му, нали? Па мислам и вие како медиуми треба да се погрижите, немате со овакви сугестибилни овакви анкети за да ставате во дилема самите овакви учесници во таквите актови. Затоа што видите, и уставно е да индивидуата сама решава. Ако она решила да направи индивидуален влез излез, онда оставете сама да решава нали својата судбина. Па шо знам, не знам дали, стварно не знам, еве ја прашта девојка ми вели. Па шо знам кога би дошло до такво, не знам како би дошло, ние се пазиме. Па нека забранат или... Или не. Или не. Кој како сака. Да. Нема ништо. Да, фала. Дали сте за забрана на абортус? Дали сум за забрана на абортус? Па нормално бе, батка. Ја не знам што се чекаше до сега бе. Стварно не знам бе. Само зашо, има една друга работа. Што никој не ја спомине и никој не ја кажува. Да ти кажам, гледам и се нервирам. Ние, батко, оваа држава стално се бавиме со последици бе. И никој нема муда да алоцира причината. Никој. Прво треба да се забрани менструација, бе, батка. Логика. Од кај е причината? На шо личи, бе, тоа секој месец добиваат? А еднаш да добијат, 2 пати да добијат, 3 пати, разбира, без усул, бе, крај, нема приказка. Башка на 90% им касни. Шо ја прво мислев дека е коинциденција. И после уствари сватив дека намерно го прават тоа, да ствараат една непријатна неизвестност кај машки пол, еве ти кажам. И капак на све, сега да не искочи од моја уста, слушам дека почна да добиваат 2 пати месечно. Чекај бе, ало. И тоа наводно од стрес. На кога бе со овие приказки бе, до кога бе, батка бе? Па ако за нешто е греото да кажеш дека постои оваа држава, тоа е стрес бе.
Тоа треба да се донесе под хитно тој закон. И не само тој, него треба да се прошири после. Ја ти кажувам, треба да се прошири со други закони. Наредна фаза, според мене, треба да се забрани пролив и запек. И кога ќе се забрани пролив и запек, автоматски ќе се намали вкупниот број на хемороиди по гъс на жител. Тоа треба, бе, батка, кампањи треба, па ти си новинар, ви тамо со уреднициве твои. Тоа треба да бруи на телевизии, медиуми, штампи, ако треба и на площад да идеме, бе. Треба кампања да се направи, не само анкетичка ќе направиш, само слушай, те замолам нешто, молим те. Ако може ја да останам анонимен, мислам, ова не го ставите сега, ставите го, пошто ми обеќаа работа за жената. Па да не искучи сега да ја лам од моја уста. Иначе, јас сум Мифрид, бе, мене сите ме знаат овде, ние сме цело мало ненормални овде, сите ме знаат, ја ти кажу. Ето, драги гледачи, видовте што мисли јавноста и луѓето, колку луѓи, толку чуди, чувме разноразни пишења, разни идеи. Ова ми се свиеше да се забрани запек, мислам, видите, нашите луѓе се пуни со роба и то. Това беше Миле Паника за вашата телевизија. Пријатно. K15!